Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Косата е символ на убавината, но 70% од мажите се соочуваат со некаква форма на опаѓање на косата. Секој четврти маж ги забележува првите знаци на келавост пред да наполни 21 година. Зошто се јавува опаѓање на косата кај мажите и дали постои некаков третман со кој што овој процес би можел да се спречи? Во кој случај трансплантацијата, односно пресадувањето на косата, е најдоброто решение, ќе запрашаме доктор Васка Радевски, дерматовенеролог. А како изгледа пресадувањето, односно трансплантацијата на косата и дали овој зафат се уште се перцепира како табу тема? Ќе го прашаме нашиот познат готвач Филип Поповски, по јавноста познат како Фичо. Се гледаме веднаш во студиото. Многу познати личности од светскиот джет сет пресадува коса, но зачестеноста на третманот и намалувањето на цените направи овој процес да не биде привилегија само за милионерите. Сега, дали овој зафат се уште се прави во тајност, односно дали за ова се уште не се зборува јавно, ќе го прашаме денешниот гостин. Тој е нашиот познат гостин, тој е нашиот познат готвач Филип Поповски, познат како Фичо, односно познат по неговиот блог за храна, Готвиве со Фичо. Па Фичо, добре ни дојде во студиото на Телма. Кога прв пат ти забележа дека косата почува да ти паѓа? Па околу на возраст од околу 20 години се појавија ние први за листоци и викам ај вајде тука ќе застане. Знаеш, па ги гледаме сега татко ми, дедо ми, они сите имале проблем. Викам, вајде нема кај мене, пошто брат ми, например, нема никаков проблем со опаѓање на коса. Ете, кај мене се случи да и то многу брзо ескалираше, да речем, значи од тие 20-22 години, потоа многу брзо се случи опаѓањето. Во неколку години, знаеш, скрос ја снема. Сега вело дека тоа многу влијае на самодовербата и на менталното здравје. Како беше кај тебе во оној момент кога свати дека има повеќе влакна на перницата отколку на не е тоа такво опаѓање. А не е такво брзо? Па не дај Боже, тоа е више опаѓање од стрес. Алопеција, предпоставувам, некоја друга форма на болест. Да, тоа веројатно има и друг назив. Она паѓа ние веројатно имаме милиони влакна на главата, паѓа полека, да речеме, меѓутоа мене немаше голем како да кажем, големо влијание на самодовербата. Океј беве, со тоа го прифатив како такво. Ме прифати средината како човек кој што му паѓа косата и немав никаков проблем. Меѓутоа, што знаме, почнав да снимам емисии, да правам, па не изгледаше добро. И ја долго време уствари трагав како ова да го решам. Значи како овој проблем да му ставам крај, да не треба да носам капчиња. Мислам дека капче носев од причина да изгледа подобро кадарот, меѓутоа па беше тешко се осветли кадарот. Кога носиш капче, секогаш имаш сенка. Да, има сенка на очите, а тоа за снимачките екипи е голем проблем. Така, предизвик да се постигне добро осветлување. Дупло повеќе светло треба се донесе. А што се обидуваше да преземеш за да го поттикнеш повторното растење на косата? Па ајде, витамини, овие сите препарати што искачаш, ќе слушнеме некоја бабина деветина, да речам, нели мачка се со, пи вакви витамини, внимај со храната. Значи пробуваше се? Нема, се пробав, да. Нема врска тоа. Чак и она вика и шише се скрос. Кејлја вика, па ќе зајакне влакното. Нема врска. Тоа се баш бабини деветини. Нема никаков ефект тоа. И кога откри дека трансплантацијата на косата е нешто што е достапно веќе за оние кои што сакаат да го направат и истражуваше ли што конкретно те интересираше? По долго време истражував, значи пишав и на некои клиники во Турција, разговарав со многу доктори на таа тема, видов како тоа изгледа, како изгледа процесот, што се случува пред и потоа, видов неуспешни резултати, видов успешни резултати. Доста истражував неколку години со прашање, доека соберам храброст. И сега од оваа гледна точка, викам како ова не го направив пред 10 години. Толку едноставно и мислам нема никаква ни болка, нема едноставно процесот. Што најмногу те плашеше, Зеве, 2 години да истражуваш и да не се решиш да го направиш? Па обично кога разговараше и со доктори, си имала ти причина да разговараш со многу доктори, ка се што е на главата боли. Што и да правиш на главата боли. И мене ми е, викам, леле, кој ќе се сега со болки, со веројатно можеш да замислиш ти 5000 убоди
на главата, каква болка може да има како последица после трансплантацијата. Меѓутоа не е така. Сега некои ќе се веројатно има случаи кај што имале големи болки, па пиеле апчиња за тоа, аналгетици и така натаму. Ја немав никаков проблем. Ајде раскажи ни го целиот процес. Потребна ли е некаква подготовка предходна? Не, едноставно многу. Буквално кај мене беше од денес за утре. Аха, толку брзо? Да, толку. Буквално отидов на консултација и викам, добре, кога ја можам да го направам? Па, ако сакаш, можеш утре, и ако сакаш следно, вика, за 20 дена. Викам, за 20 дена може да се предомислам, утре го правим. И вика, добро, денес само немој да пиеш алкохол, тоа ми е битно, бидејќи се разредува крвта, може да има крварење, не е страшно, меѓутоа вика многу крвари. Вика и подобро да вика денес, викам, не е проблем тама работа. И тоа е единственото нешто беше тоа што ми каже, и вика утре појави се на терминот. Заврши на работа. Значи немаше време дури ни за психичка подготовка. Нема, многу луѓе не ни знаеа, мислам и дел од семејството, вика не креваш телефон цел ден, викам не можам да зборам, викам лежам. Тоа е најболниот дел од целата трансплантација, да речеме целиот тој процес е лежењето, што треба да лежиш околу 9 часа, со тоа што имаш паузи, меѓутоа не сме да бидат долги паузите. Бидејќи оние графтови што ги вадат, да речеме, коренчето, влакното, они можат да стоат ги чуваат во некоја течност, не знам точно како се вика, што не ја запамтив, меѓутоа не предолго. Значи тоа треба кога се извадат, брзо се заврши работа. Тоа брзо е неколку часа. Тоа брзо е обично неколку часа, а целиот процес трае околу 9 часа, 8 значи до 9 часа. релативно долго. Пресадува, да. Сега вака, значи појде таму и што направија потоа? Дали мора да се ошиша целата коса? Да, значи има два методи. Едната е кај што не треба да се ишиша, вадат прамен по прамен, меѓутоа таа препорачуваат за жени и за луѓе што има долга коса, пошто е голем. Па, за мене не е тоа нешто страшно, меѓутоа сега човек со долга коса му ишиш одеднаш на нула, веројатно тоа за жените сигурно представува стрес. Да, и тоа зависи за каква регија станува збор. Значи, ако е нешто малку за листоци, тогаш може, меѓутоа ако е голем дел, мора да биде таа првата метода, мислам фуј метода како се вика. Кај тебе беше опфатен поголем дел? Кога стигнав таму со машинка, тргаат све од главата и тоаш првпат се видов, за првпат, мислам еднаш претходно си ишов кога пробував дека можеби ќе ми порасне коса ако да речеме избричам главата, и тоа беше одамна, меѓутоа се онака за првпат викам ја и вака не сум лош. Ајде, вика не се гледај, вика. Легувам само. Да не се предомислиш. Да. И ставаат анестезија, тоа е локална анестезија на главата, буквално ништо не сеќаш. Викам луѓето најдобро ќе ви објаснам како кацига да ставиш. Стави кацига на глава, исто така осеќаш дека некој нешто прави, ама нема никаква болка, ништо не осеќаш, буквално ништо. И они почнуваат да си работат. И се веќе докторите се турци, они си прават тоа, често се смееме со тоа. Они си прават муавет, тебе те досадно. Треба да си најдеш занимација за тие 9 сати. Каква занимација па, си телефон, најчесто серии си пушташ, си часа? гледаш. Они имаат и телевизор најчесто пред тебе. Стварно можеш си пуштиш што сакаш да гледаш. Пошто стварно е многу досадно 9 часа да лежиш. Мене ме заболе дури грбот. Непријатно е да лежиме, да легнеш 9 сати е стварно не е едноставно. И откако ќе заврши трансплантацијата, присадувањето на косата, откако ќе заврши зафатот, дали потоа има некакви ограничувања? Да, треба недела дена до 10 дена се мирува. Значи буквално треба да си некоја полулегната состојба, да речеме малце пониско од ова сега што седиме, така и спиеш. Не е тоа заради нешто друго, освен треба да пазиш, значи тој дел е многу нежен. Тоа они буквално го објаснуваат дека као свежо посадена трева. Знаеш, кај што ќе се уништи или ќе се они кај што ќе се повредиш, таму веќе нема порасна коса. Треба да си многу внимателен. Значи да пазиш ако имаш мали деца да не те удри со топка, да не си игра околу тебе. Ти се многу си кревок тука у тие 10 дена. И тоа е најдобро е да лежиш сам, повторно си сам со себе. Нема болка, нема ништо. Првиот ден тече лимфа од донорската арија позади кај што вале, меѓутоа тоа не е болен процес. Значи косата се вади од задниот дел, од тилот, така? Да, од тилот и фаќа. Значи влакната тие коринчиња се вадат графтови ги викате, од задниот дел. Да. И тука тече лимфа нормално, нема крв, нема ништо, меѓутоа тоа трае наредниот ден и толку завршува. Потоа се вади таа чалма што ја ставаат на главата, веќе треба да дише самата кожа. Или викаат и кога се посечеш, подобре да биде отворено, побрзо зараснува. Има специфичен да кажам
постапката за миење треба секој ден се мие косата со специјални шампони. Меѓутоа и тоа миење они инсистираат првите 10 дена додека нив. Ја одев таму, пошто ми беше страв, не знаев како да викам да ја направам некоја беља, викам ја ќе дојдем кај вас секој ден, не ми е мене тешко. Добро, вика нема проблем. Значи тоа влага во таа цела постапка. А се јавија ли некакви отоци на главата? Не, отоци може да се јават. Да. Многу луѓе кои што читаат за трансплантацијата за коса и некои несакани нус ефекти кои што би можеле да се појават. Види, у принцип рана е. Значи тоа е рана, така они сите тие секое гравче, секое влакно, тоа е рана, они го вадат со се корен и тоа не изгледа баш како влакно, него чак и големо, значи не е баш едно така како што ние сите го замислуваме, јас се уплашив кога го видов, знаеш. Викам што е ова? Вика ова се влакната со коренот, се маце поголеми. Отоци може да се јават само ако не се придржуваш на тие правила што ни ќе ти ги зададат. Значи не треба да се наведнуваш напред, нагли потез, затоа спиеш оваа позиција, да речем. Полуседечка, да. Позиција. Што сигурно не е едноставно. Па не ми беше мене тешко. Мислам, ја толку обврски, можам да заспиам стоечки, не ми беше толку проблем. У дневно се спиев пред телевизор, така полуседечка состојба и треба да пазиш тоа наведнувањето напред е бидејќи анестезијата и треба долго време додека ја изфрлиш. И од незе може да се симне на челото и да го покрие лицето, па се затвараат очите и изгледа многу страшно. Нема болка, меѓутоа изгледа многу страшно. И само треба да пазиш како се однесуваш, да не лежиш на страна, да не стоиш долго време, пошто пак ќе отиде нааму. И тоа е, тие 10 дена се критични. Треба се придржуваш, значи нема пиење алкохол, не треба ништо што те нервираат и создава никаква возбуда, било што го качува адреналинот, све е забрането. И ако се придржуваш, немаш проблеми. Ја немав никаков проблем. Нека сите трансплантацијата на косата е успешен процес. Да. Стоеше ли пред огледало да провериш дали почеле да растат влакната? Интересно е тоа, она, да речеме, после месец дена почнува да расте, или тие ние бебешки влакна, да речеме, и вака може да се пипнеш тогаш више, ама полека, и осеќаш дека има. И она таман ке почне да расте, паѓа цела. Таков е процесот. Јас се уплашив. Тоа сигурно е стрес. Така како не се уплашив, вртам по сите телефони што ми беа на располагање од клиниката. Вика, нормално е тоа, во ред е, вика, сега, значи, таков е процес, она паѓа цела и потоа почнува да расте и тоа е. Што ќе порасне потоа, тоа е тоа што се фатило. И кај мене беше доста успешно, јас се изненадив и уште сум изненадан, викам, ова како стварно не го направив пред 10 години, дури уште ми е криво. И не е ништо страшно, буквално. Знаеш, луѓето го мислат тоа дека некаква си операција, е многу едноставен процес у принцип. Само треба да се појавиш. И потоа почува косата да расте. Да. Потребно е да се негува на некој посебен начин. Сега тој дел каде што била трансплантирана косата, дали треба да се направа, да речеме, PRP методи, третмани со плазма од собствената крв, некои специјални шампони. Има ли некои препорачуваат PRP третмани што се неопходни за да биде успешен целиот процес? И ништо не мораш у принцип, они препорачуваат PRP третмани. Јас имам до сега направено 3 или 4, имам 10 што треба да ги доправам. Тие се прават еднаш месечно по нивна препорака. Меѓутоа PRP третман е добар за секој. Че не можеш да имаш трансплантација за да направиш PRP третман, тоа е ствари подхранување на скалпот. И е супер ако можеш да го направиш. Не е болен процес, многу е брз, 10 минути трае, многу едноставен процес во принцип. И ќе ги направам тие 10 сигурно, ќе ги доправам. Отшто немам време, искрено не мукаат, па сега добро ми е вака, ама мислам има ефект голем, меѓутоа тие не се да мораш да ги правиш. Значи посебни шампони потребно се потребуваат? Да, они имаат нивни шампони кои што ги даваат од клиниката и после они советуваат со тие да се миеш подолг период, меѓутоа ја више користам бебешки шампон. И тој вика добар за онака буквално до крај на живот, користи си го тој шампон и нема да имаш проблем. Најголем проблем се у принцип шампоните и еден од причинителите за опаѓање на коса се оние јаки шампони што ги користат луѓето. Човек што мие коса секој ден нема потреба да користи јак шампон. Нема потреба. Чи бебешкиот шампон совршено добро завршува работата. Колку време беше потребно за косата да израсне онака како што ти посакуваш? Па они докторите викаат од 8 месеци до 1 година, кај мене добриот резултат беше да речеме така на 8-9 месеци. Ја уште немам 1 година, уште месец ми треба 11 месеци, мене вака ми е окей. И вика полниот ефект е после 12 месеци.
Тогаш ќе видиш вистина како тоа ќе изгледа. Сега си купи чешал? Прв пат имам чешал, мислам после долги години, као дете сум имал чешал. За прв пат си купив чешал, за прв пат си правам некаква фризура, се гледам огледало како изгледам, претходно не ми беше битно стај капче и излези од дома и тоа. Сега веќе покомплицирано е, значи сега размислуваш за фризури? Може да се разбушавам, да. Размислуваш за фризури? Што посакуваш? Да, бидејќи кај мене беше голема аријата, не можеше одеднаш да се направи, бидејќи телото нели може да поднесе некаков оперативен зафат, меѓутоа има колку тоа може, затоа нели операции се прават на многу делови, па така и овој оперативен зафат, бидејќи има анестезија. Меѓутоа, у задниот дел остана уште еден мал дел околу темето кој што треба да се доработи. Тоа веројатно ќе го направам на крајот од летото, бидејќи топлото време е непријател на пресадувањето на коса. Од причина што прашината е непријател, сонцето е непријател, потта е непријател, значи добро е да се прави во овој период некаде е најдобро и можеби во есен. Каде што времето е ни ладно ни топло, во секој случај ладно е подобро него топло. И ќе го направам и оној втор дел. Тоа ќе биде сега конкретно на летото. За резултатот да биде целосен. Да посакување. Да бидам комплет. А прашуваат ли луѓето? Те прашуваат ли? Многу луѓе, да. Многу луѓе ме Бидејќи се прашуваат. уште се перцепира како нешто што се прави скришум. Мажите ќе го направат, но едноставно се надева дека тоа нема да биде забележано. Сметаш дека се надминати тие табу теми кај нас? Па ја најбезобразно одговарам на тоа, што викам, женскиот свет што не се направи за да се улепша, да кажеме така, за да си го подобри изгледот, напуњаја бучици, ботокси, чуда, свашта се случуваат. Ние кога пресадиме коса не е ништо страшно. Мислам, ја уопште не се срамам од тоа, не го ни рачунам како табу тема. Буквално. Значи, оно вика и си пресел коса, да, знаеш. Што има тука, не е ни тема на разговор. Да, не е ни тема, така е. Да. Тема е Сигурно како изгледа време, процесот, еве, за оние кои што се заинтересирани. Би ги охрабрил на овој чекор? Сите што ме праша и што знам дека имаат проблеми или ќе видам слика, дека имам, викам одма оди. Не се мисли оди денес. Значи тие консултации се бесплатни, оди напред си муавет. Тука е повише храброста, знаеш, луѓето се плашат од зборот операција. Трансплантација. Звучи сериозно, звучи многу сериозно, меѓутоа е многу едноставен процес и многу брзо се случува и кога заврши некако што добро, не ништо страшно. И повторно ќе кажам, многу луѓе го имаат проблемот како што го имав ја, бидејќи се работи за глава. Сега да речеме за на раката, ќе речеш, окей, ајде да видим, така. Буквално им споредов на луѓе што имаат тетоважи, викам, ако се тетовирал, отприлика поболен е тој процес него пресадувањето на коса. Значи нема, буквално и да нема болка, ја немав никаква болка, ни после тоа, ни у текот на зафатот ништо не осеќаш, значи буквално ништо. А ти интересираш ли какви ќе бидат резултатите, да речеме, после 10 години? Да, ги прашав и имаат они архива на луѓе што поминале. Фактички они даваат некаква гаранција, тоа гаранција не постои за ништо во животот, меѓутоа ни викаат тоа што ќе го пресадиме никогаш нема да падне. Таа е нивната гаранција. А што велат искуствата еве кога читаше на интернет? Ако се фати добро трансплантацијата, немаш проблем никаков. Значи буквално си важи она нивно ветување, као 10 години, као до крајот на животот немаш проблеми. И видов и слики од луѓе што пресадиле пред повеќе од 10 години и буквално е така. И сега веројатно ќе се развива се во ова, веројатно ќе може ќе излезе некоја нова метода, поедноставна, не толку комплицирана. Најголем проблем е што после тоа треба многу да внимаваш. Че тие не се само тие 10 дена кога сме најкревки, тука треба многу да внимаваш. Меѓутоа понатаму треба да си внимателен барем месец и пол два, да не те пипне некој грубо, да не се удриш, не знам, ако си некој двор живееш, има гранки, треба да пазиш, да не си изгребеш, да не се оштетиш на главата. Пошто тоа е проблем. Кај што ќе има лузна, таму не може да никне влакна веќе. Внимаваш се уште? Па внимавам, подсвесно дека треба да се пази? Не, искрено не. Може да грешка ми е тоа, ама мислам не правам ја нешто кај што ми е изложена главата на опасност. Не идам адреналински спортови да правам или екстремни спортови, така да сум окей. Сега претпоставам дека е поедноставно и снимањето во студио, повеќе нема капча.
Па ставам уште ради имиджот, Имидж, некој имидж, пошто имам дома стотина капчиња сигурно. Да не И се сам за е џабе без купени. веза да стојат, да, и то буквално една колекција многу интересна. Некојаш ставам, некојаш не, сега можам да шарам. Во деновите кога немаш време пред огледало да Кога немам направиш време фризура. да си направам, да. А во однос на идните фризури имаш некакви планови? Не знам, сега со оваа нова што ќе ја направам, допуната позади на темето, веројатно пошто никој што вадат влакна, таму кај што ќе извадат повеќе не никнува. Аха, значи таму има лузна. Па лузна е, да. Мислам, таа не е видлива со Така. голо око, меѓутоа е некаква лузна, така. И Со која дебелина е? Како? Колку е дебел тој слој? Со која широчина е? На целото тема. Буквално. И се они вика ни вадат 5000 граф, тој мислам дека тоа е 5-6000 максимум. За да не знам што би се случило ако се извадат повеќе. Меѓутоа викаат почекај малце да видиме како ќе биде, затоа не го прати и тоа е уште една причина зашто не прават на еднаш. Да видиме што ќе се случи со донорската ареа, да не се изрече многу. И кај мене е окей, и вика од ова ќе се изречи пошто се нема 5000 да вадам за темето, него ќе бидат мислам 2500 графтови. И мене ми е окей и да се изречи малце од позади, ќе се ишам онака кратко од страните, горе ќе си направам. Што се вика она кремче, како што го вика порано. Знаеш, на Peaky Blinders. Да. Тој фазон некој. Мислам, тоа ќе биде една од малкото опции што можеш да направиш фризура. Тоа е кај мене ситуацијата, бидејќи имам ретка коса. А кај луѓе што имаат густа коса нема никаков проблем. Значи, може долга, има луѓе со долги коси што пресадувале коси. Јас само запознав многу луѓе од текот на тие прегледи, пошто они препорачуваат после тоа доаѓаш, не знам, на 7 дена, на 10 дена, зависи како поминува време, понатаму се поретко и поретко. На крај више вика прати ми само слика. Значи ќе видиме ние како напредува. И запознав многу луѓе кои што го прават, мислам таму сите што доаѓаат пациенти, сите се кои што пресадиле коса, на некој дури не ми се веруваш. Коса долга сериозно. Викам браво, викам, добро изгледа. Вај дека мене вака ќе биде. Се надевам дека така ќе биде и дека ќе биде успешен и вториот зафат. Да. Филип, ти заблагодарам многу за твоето денешно гостување во Телма амбуланта, што ја охрабри сите оние кои што сакаат да направат еден ваков зафат, да го направат и да не размислуваат многу, бидејќи како што кажав на почетокот на емисијата, на самодовербата влијае опаѓањето на косата, велат потоа како што расте косата, така расте и самодовербата. Ако е проблем самодовербата, тој не би се мислел ни една секунда. Значи, буквално тоа би ги охрабрил одма. Многу едноставен процес. Ти благодарам многу за гостувањето. Во вториот дел на денешната Телма амбуланта ќе проговориме за причините кои што доведуваат до опаѓање на косата, пред се кај мажите и начините на кои што може се тоа да се спречи, но секако и за трансплантацијата на косата. Останете на Телма. Со што опаѓа косата кај мажите, ќе запрашаме денешната гостинка, доктор Васка Радевски, специјалист по дерматовенерологија во ординацијата доктор Анчевски. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на Телма. Косата расте, се задржува на скалпот и потоа паѓа. Колку време, и секако тој процес се повторува, колку влакна е нормално да паднат во текот на денот? Вака, во текот на денот е нормално да паднат од 50 до 100 влакна, со тоа што влакното минува низ 3 циклуси и секоја регија на телото има одреден циклус, односно должина низ која поминува векот на влакното, така да на косата тоа може би трае околу 6 години, по телото во одредени регии до 2 години, значи битно е тој циклус да се запази и со текот на опаѓањето да се обновува косата, односно повторно да растат нови влакна и да не дојде до тоа пореметување каде што отпаѓаат нови влакна, а старите повторно не никнуваат, па тоа води кон проречување. Колку влакна во текот на денот е прифатливо да 50 паднат? до 100 максимално. Значи 100 е горната граница. 100 е горната граница, со тоа што изгледа многу различно кај различен тип на должина на косата. Например, кај кратка коса тоа би изгледало во многу мало клопче, кај долга коса би изгледало можеби драматично. Значи, битно е да биде тоа од прилика до 100 влакна на ден. Која е најчестата причина за опаѓање на косата кај мажите? Кај мажите најчеста причина е дефинитивно андрогената алопеција, зашто изборуваше предходниот гостин. Андрогената алопеција представува алопеција која што првично викаме дека е генетика, односно е наследна,
И втора главна причина за нејзина појава претставуваат андрогените, односно машките полови хормони кои што влијаат во нејзината појава. Значи хормоните сами по себе не се ни покачени, нема ни некоја патолошка состојба, туку едноставно се врзуваат за фоликулот на влакното и водат до неговно ослабнување и отпаѓање на фоликулот на влакното. Но кои делови од скалпот најчесто паѓа косата, односно најнапред? Така, Каде значи опаѓа? Каде се забележува најчесто првите знаци на келавост? машката алопеција започнува од залистоците. Тоа е најчестиот тип на прогресија, со тоа што кај некој тип на пациенти може да започне и од темето. Тоа е централниот горен дел на главата и оттаму нели се шири и зависно каков тек ќе добие, може да води до целосно опаѓање, односно за задржување на косата само во задниот дел на тилот, каде што немаме рецептори за тие андрогени хормони и постепено може да води до комплетна келавост. Докторке, дали андрогена алопеција може да се јави кај жени? Може да се јави, да, исто така и кај жените се забележува доста често, особено во поодмината возраст, со тоа што типот на опаѓање не е баш ист како кај мажите, повторно се зафатени залистуците, но покарактеристично е она опаѓање по централната линија на косата, каде што најмногу се проречува и почнува скалпот на косата, односно темето да просјајува. Дали кај оваа алопеција причина за опаѓање на косата понекогаш може да бидат и некои здравствени тегоби, да речеме, проблеми со тироидната жлезда, покачени масти во крвта и слично? Да, дефинитивно, значи било каков и физички и психички стрес што го изнамоштува организмот може да води кон алопеција, особено тие што ги спомнавте пореметување на хормони, особено на тироидните хормони, води до алопеција, како и кај жените особено полицистичните јајници, каде што исто така имаме пореметување на хормоните, може да ни води до зголемено опаѓање и андроген тип на женска алопеција. Некогаш можеме да слушнеме приказна како некој побелел во косата преку ноќ. Тоа значи дека стресот може да влие и на губење сосема на косата? Така, да, значи, како и кај секоја друга болест, значи стресот е многу битен фактор во развивање на алопецијата и влие на било кој тип, бидејќи алопеција има многу различни, андроген тип и алопеција ареата и карактеристичното сезонско опаѓање, значи кај сите тие типови стресот си има многу битна улога и е главен фактор во влошувањето. Кога ќе забележиме дека косата паѓа повеќе од вообичаено, обично сите посегнуваме по шампони против опаѓање на косата. Дали тие имаат ефект? Така, да, значи сами по себе да имаат ефект, зависно за кој степен на алопеција зборуваме и за кој тип на алопеција, може да помогнат, да, сами по себе ретко може да дадат резултат во смисла на растење на нови влакна и слично, но помагаат во одржувањето и го стимулираат фоликулот за да се регенерира и да потпомогне во растот на косата. Доколку станува збор за андрогена алопеција, постои ли начин да се запре процесот на опаѓање на косата? Зависно во која фаза е тоа. Значи, доколку ние немаме онаа атрофија на фоликулот, доколку не е настаната, има надеж со помош на третмани, шампони, лосиони и слично да се спречи тој процес, да се регенерира фоликулот и да потпомогнеме во растот на косата. Доколку е присутна таа атрофија на фоликулот, тогаш е тешко со било какви третмани. Тоа е веќе крајно и тогаш веќе пациентите ги советуваме да се обратат на таа трансплантација за коса. Но пред да дојде до таа атрофија на фоликулот, може ли да речеме да помогнат и народните лекови? Како што се лукот, потоа канторионот? Така, да. Да, значи дефинитивно помагаат. помагаат. Масло. Сите тие народни лекови, кокосово масло и розмарин и коприва, што многу често Чајот од коприва, така, се измиваат. Да, и како и чај од розмарин, како и лосиони на база на розмарин, значи доста многу помагаат против опаѓањето. Пациентите многу често ги користат, можеби сами по себе не може да дадат чудо резултат, но помагаат во хранење на некој начин на фоликулот и го стимулираат растот. Тие се мокни антиоксиданси, потпомагаат во регенерација на самата кожа, односно на скалпот на главата, и на тој начин придонесуваат на некој начин да се подобри растот на влакното. Има разни лекови кои што се нудат и кај андрогената алопеција.
Колку се тие ефикасни и можат ли да бидат штетни по здравјето? Зависно од типот на лекот, лекови што ги препишуваат дерматолози, односно трихолози, доколку се користат правилно и дозирање и самата должина на третманот, во тој случај не би требало да дадат нус ефекти и несакани ефекти, односно оштетување на кожата на скалпот и слично. Но некои сепак се абсорбираат во телото. Има лекови кои што спречуваат, ги блокираат машките хормони. Така, Некогаш да. дури се дават естрогенски препарати. Се дава тоа зависно за кој тип на алопеција се работи. Например, најчесто применувам препарат против оваа андрогена алопеција и со што се почнува во третманот е миноксидилот. Значи тој сам по себе е многу ефикасен лек, лек кој што се дава во третман на хипертензија, односно висок притисок. И поради тоа ние советуваме секогаш да не се зима на своја рака, бидејќи доколку не се користи правилно во правилна доза, може да доведе и дури до паѓање на, односно низок крвен притисок. Значи, покрај тоа што локално се нанесува може, да, на скалпот, на главата, може да доведе до се намалување да, на крвниот прекумерно притисок. може да доведе. Тоа пациентите вообичаено го опишуваат како поспаност и слично. Друга реакција која што често исто така се јавува е локална иритација, односно црвенило, кое што е краткотрајно и нели со одредени препарати лесно се смирува. Доколку се употреби овој препарат што пред малку го споменавте, косата што ќе никне, влакната што ќе никнат, дали трајно ќе останат на главата или пак обично паѓаат по прекинот на третманот? Значи, миноксидилот е доста специфичен за употреба, значи на пациентите му објаснуваме како, колку долго е, многу е битно како се прекинува, за да не се случи сите влакна што пораснале на косата по прекинување на лекот повторно да паднат. Затоа треба пациентите да се водат по инструкции за да сето тоа што пораснало да не се случи да падне, а се случува и тоа доколку не се користи правилно. Што е со оние третмани кои што во кои што се употребува игла и сопствена крв, односно плазма од крвта на пациентот кој што прави некаков третман со косата. Тоа е PRP третманот. PRP, да. Значи тие третмани многу често ги употребуваме, особено во нашата ординација во коса центарот. Тоа се или мезотерапија или како што кажавте PRP, тоа е плазма богата со тромбоцити кои што помагаат во регенерација на фоликулот. И како што кажав, зависно во која фаза ќе се фати тоа опаѓање на косата, доколку е присутен влакнениот фоликул, значи тоа многу помага во негова стимулација, односно подпомага во и дава цврстина на влакното, како и квалитет, односно дебелина, сјај и слично. Што се однесува до мезотерапиите, значи веќе спомнавте, постојат блокатори на машки хормони, односно на андрогените, тоа се вообичаено дутастерид и финастерид, и тие многу помагаат во одржување и стимулирање на раст на нови фоликули. А се внесуваат преку мезотерапијата? Да, мезотерапија, значи тоа е процедура која што се изведува со помош на игла, односно низ целиот скалп или каде е потребно, се вбризгува од одредена течност за да стимулираме, помогнеме да се спречи и понатамошно опаѓање на влакната. Ефикасни се овие третмани, докторке? Да, ефикасни се, доколку навремено се започне со нив, значи може да се одржи долг период, односно да се задржи косата на глава, да се стимулираат нови влакна и да се спречи она, мислам, крајно, како што рековме, трансплантација на коса. И сега, како проценувате во која фаза е коренот на влакното? Каков преглед треба да направите за да процените дали одреден третман би бил ефикасен или не? Така, значи, треба да се направи дерматолошки преглед, односно трикоскопија, таа се изведува со помош на дерматоскоп, односно се наблюдува скалпот на главата, влакнените фоликули, дали се тука, дали се присутни, дали се атрофирани. Исто така постои процедура која ние нарекуваме трихограм, со која што се зема парче од косата и ние го наблюдуваме под микроскоп. Значи, цел еден прамен се откорнува од главата, да, но прилично непријатен третман. Па и не е толку страшно, ги спремаме пациентите, кратко трае. Повеќе може би е звукот. Да, но е многу битно за прогноза, за понатака и да им се објасни на пациентите што да очекуваат, како да очекуваат и точно да се дефинира за кој тип на алопеција станува збор. Значи се анализира коренот на влакнато и точно можете да процените дали пациентот ќе прокелави или нема да се случи тоа?
Може се да, значи може да се врз одреди, основа на например, тие анализи да се донесе може да се конечен процени каков заклучок? тек ќе има, дали е во активна фаза, дали например тоа опаѓање што било завршило, па повеќе нема да не очекуваме да паѓа косата, едноставно да се предвиди текот. Кога фоликулот на влакното веќе не е активен, тогаш претпоставувам дека на пациентот му се нуди трансплантација Така. на коса. Тогаш веќе ништо не помага. Тогаш ништо не помага. Дали оваа трансплантација, освен кај мажите, може успешно да се изведи кај жените? Да, се изведува трансплантација кај жени, со тоа што процесот кај жените не е така едноставен. Спомна и претходниот гостин, треба да се избричи цела глава, кај жени тоа баш и не е така едноставна процедура, па најчесто кога се прави кај жени, се прави во многу помали реги, например само на залистоци, само по должина на линијата на главата, за да се избегне целата таа процедура. За да се избегне да се избричи целата глава. Сега, дали кај сите пациенти кои што имаат андрогена алопеција, процесот на трансплантација ќе биде успешен? Од што зависи тоа? Прво, значи, најбитно се зависи од постоперативниот третман, односно дали тој период кога влакнениот фоликул треба да се регенерира, односно на некој начин да се вгнезди во скалпот на пациентот, треба да се запази тоа, да се внимава едноставно во постоперативната процедура, да нема трауми на главата, да се прават сите третмани тие што се пропорачуваат за да се задржи влакнениот фоликул и доколку тој целиот период е успешен на некој начин, очекуваме тие влакна што се пресадени, значи да бидат долготрајни, односно и доживотни. А што ако е генетско опаѓањето на косата, гените нема да влијаат врз новите влакна? Не може да влие, затоа што едноставно влакната што се од донорската регија земени немаат рецептори за андрогени хормони и кога ќе бидат пресадени во предниот дел на главата, каде што всушност се наоѓаат претходно тие влакна со рецептори, не може да има влијание и да води кон повторно опаѓање. Значи не сите влакна на нашата глава имаат рецептори за андрогените хормони. Нема, тие што се позади, затоа и кај мажите всушност останува тој дел од косата. Затоа и се земаат од тамо донорска регија и не е ефективно да се земе, например, од централниот дел на главата или од фронтотемпоралниот дел, бидејќи нема да има ефекти да се пресади од тој дел во понатамошен период очекуваме повторно да паднат. А кажете ми, целиот овој процес, дали може да биде болен за пациентот? Се изведува под локална анестезија, така што самиот процес воопшто не е болен. Можни се тегоби кои што се јавуваат по завршување на самата процедура, кои што пациентите веќе ги опишуваат дека и не е така страшно, значи им се препорачува одредена таблетарна терапија за да се намалат сите тие симптоми и да биде покомотно и за пациентите, па и за персоналот. Дали се препорачува трансплантација на коса да се прави кај помлади лица или пак кај стари? Се препорачува секаде каде што има потреба. Значи, зависно од текот на андрогената алопеција, односно дали ќе биде поагресивна, понекогаш и кај 30 годишни пациенти има потреба од трансплантација, кај некој е тоа потребно во подмината возраст, односно кај повозрастни, значи зависно од типот и текот на алопецијата. Кој ние што се во поодмината возраст, со оглед на годините, постојат ли намалени шанси за успешност на трансплантацијата на косата, на пресадувањето на косата? Тоа зависи од донорската регија, односно колкава количина на коса останата од тие регии каде што може да се зема за да се трансплантира. Доколку тие регии не се зачувани, тогаш би било успешно. Бидејќи се работи за автотрансплантација, односно за трансплантација на сопствена коса, има ли потоа потреба за некакви лекови против отфрлање? Не. Значи, например, кога зборуваме за органска трансплантација од друг донор, да речеме, значи тогаш има потреба, значи да се стабилизира на некој начин имунитетот, се дават и лекови. Во овој случај тоа не ни е потребно, бидејќи станува збор за сопствено ткиво и не очекуваме било каква автоимуна реакција што може да доведе до тој тип на реакција. Расте ли интересот за трансплантација на коса кај нас? Да, особено во последните години има доста заинтересираност. Да, сега веќе има и во Македонија, значи успешно се изведува, едноставно
и се почесто гледаме. А се јавуваат ли често лица за опаѓање на косата? Дали е тоа чест проблем кај нас? Многу чест проблем, секојдневен во нашата ординација, со тоа што со помош на третмани се стабилизира, значи долг период може да се контролира без да се стигне до тој чекор, односно до трансплантација, и доста успешно. Има ли начин да се спречи опаѓањето на косата? Еве, здрав начин на живот, квалитетна исхрана, добар сон и слично. Ке влие ли сето тоа на квалитетот на косата и на цврстината на влакното? Дефинитивно, значи квалитетот на живот и стилот на животот, како и за секое друго заболување, влијаат исто така и на растот на косата, особено лошите навики како пушењето цигари, често пиење алкохол, лоша исхрана, односно зголемени масти во крвта, може да влијаат на лош квалитет на косата и општо на ногти и на коса кои што имаат слична патогенеза во настанување на заболувањата. И сосема на крај на денешната емисија неколку совети за нега на косата. Колку често всушност ние треба да ја миеме косата? Дали претераното миење на коса може да доведе до нејзино опаѓање? Не, значи тоа е мит дека често миење на косата може да доведе до опаѓање. Напротив, масна коса, значи повеќе има штетни материи, односно токсини, може да ја влоши состојбата на скалбот. Значи добро одржувана коса, чиста коса, значи здрава коса што помага во животниот циклус на влакното да се одвива понормално и да се спречи на некој начин алопецијата. Исто така има убедување дека ако косата редовно се шиша или пак доколку опаѓа и се избричи главата, дека потоа ќе никне поцврсто влакно. Има ли вистина во тоа? Нема вистина, особено кај андрогената алопеција, на тие места каде што настанала таа атрофија на фоликулот, не може да се стимулира ни со бричење, ни со било каква процедура. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ни ги појаснивте оние најзначајни работи кои што се поврзани со андрогената алопеција и третманите кои што се во моментов достапни. Благодарам. Значи, само да заклучиме, значи вреди да се пробаат со третманите да се спречи целиот процес. Вреди, да, дефинитивно. Да не се откажуваат. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.